Почитувани гости, почитувани членови на Совет, поранешни председатели на Собранието и на Советот, поранешни градоначалници, дами и господа, драги приятели. И отварам свечената седница на Советот на општина Делчево, посветена на 7 септември, денот на ослободувањето на Делчево и 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Со особена чест на денешната седница сакам да ги поздравам градоначалникот на општина Делчево, представници на организации, поранешните председатели на Собранието и на Советот, поранешни градоначалници, представниците на подрачните единици на министерствата и други локални институции, представниците на политичките партии во општина Делчево и представници на верските заедници, како и сите присутни. Во чест на паднатите борци за ослободување на нашиот град, ве повикувам со едноминутно молчење да им одадеме почит. Нека им е вечна слава. За денешната свечена седница, посветена на 7 и 8 септември, го предлагам следниот дневен ред. Поздравен говор на председателот на Советот на општина Делчево, поздравен говор на градоначалникот на општина Делчево господин Горан Трајковски и презентација на реализирани проекти, тековни проекти и планирани проекти. Доделување на општинска награда 7 септември, доделување на награди за најубав уреден двор во Делчево. Прва точка на дневен ред на денешната свечена седница е поздравен говор на председателот на Советот на општина Делчево. Дозволете ми да ви се одборам. Почитуван градоначалник, почитувани членови на Советот, поранешни председатели на Собранието и на Советот, поранешни градоначалници, почитувани гости, драги пријатели. Денес Делчево обележува два значајни датуми од нашата историја. 7 септември, денот на ослободувањето на Делчево и 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Секако, ова е денот кога со гордост се сеќаваме на нашите сограѓани кои изминатите години со својата работа и дело дадоа придонес за развојот на Делчево. Денес е денот кога од срце треба да им се заблагодариме за нивните дела, не заборавајќи дека ние, денешните генерации, имаме обврска,
максимално и посветено да работиме за развојот на нашиот град, создавајќи подобри услови за живот за идните генерации. Секој време има своји предизвици, секој период ни поставува цели кои треба да ги достигнеме. Наша обврска е да ги препознаеме и да најдеме соодветни решенија. Упорноста, максималната посветеност и ангажираност, истрајноста и вербата во единството и фактот дека самите сме одговорни за својата иднина треба да ни бидат креатори на нашите политички потези во нашата општина и во нашата држава. Почитувани присутни, работата на Советот на општина Делчево како представнички орган на граѓаните во изминатиот период се одвиваше во согласност со надлежностите на Советот кои презлегуваат од Законот за локална самоуправа и во согласност со принципите на транспарентност и отчетност пред граѓаните. Во изминатиот период од септември лани до денеска Советот на општина Делчево одржа 15 седници и разгледа 373 точки на дневен ред. Донесени беа 312 одлуки, од кои 200 одлуки за вклопување на бесправно изградени објекти во урбаничко-планска документација на физички и правни лица. Донесени беа одлуки за изработка на урбаничко-проектна документација за проект за инфраструктура за изградба на водоснабдителен систем во селата Габрово и Звегор. Донесени се повеќе одлуки за приоритет на проекти за аплицирање до Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој од програмата за финансиска поддршка за руралниот развој, кои имаат за цел да дадат придонес кон подобрување на условите и квалитетот на животот на нашите сограѓани. Донесени се сите програми за работа на општинската администрација, јавното комунално предпријатие Брегалница, општинските училишта и детската градинка. Разгледани и усвоени се нивните планови за работа и извештаи за работа. Советот на општина Делчево во целина со многу одговорност и рационалност се однесуваше при донесувањето на одлуките и со право можам да констатирам дека нашата работа од почетокот до денес се одликува со конструктивност и рационалност. Во оваа прилика, како претседател на Советот, сакам да ја изразам својата благодарност до сите членови на Советот и да ја истакнам добрата соработка со градоначалникот на општина Делчево, општинската администрација, како и соработка со директорите и раководителите на сите институции во општина Делчево. Почитувани, денес обележуваме уште еден светол датум од нашата историја, а тоа е 8 септември 1991 година. На 8 септември 1991 година македонскиот народ референдумски донесе историска одлука со што Република Македонија се конституира како суверена и независна држава. 8 септември беше денот кога македонскиот народ го направи најсилниот проблесок на македонската национална свест и саможртва. Тоа беше само еден од низата чекори за закружување на македонската државност. Во изминатите 28 години многу пати како држава бевме доведувани пред разни искушенија кои бараа решителни потези. Како резултат на тоа, Република Македонија стана почитуван партнер во соработка со многу држави и стана членка речиси на сите значајни меѓународни организации. Денес исто така, Република Северна Македонија е соочена со крупен предизвик, а тоа е закружување на евроатлантското интегрирање на нашата држава, влезот во НАТО алијансата и почеток на преговори за членство во Европската унија. Дозволете, исто така, на крајот, сосема искрено, да упатам неколку пораки. Мора да го развиваме диалог, мора да се надпреваруваме со идеи, мора да си подадеме рака, мора да запамтиме дека само со својот ангажман оставаме дела кои треба како позитивни да бидат препознани од идните генерации. Доколку ова го направиме, увиден сум дека ние можеме да ги надминеме сите препреки и да ги решиме сите недоразбирања. Конечно, сите заедно, без разлика на националност, религија или политичка партија, да се избориме за подобар живот на сите граѓани. Да се избориме за иднината на нашите деца, на нашата општина и нашата држава. Нека ни честит 7 септември, денот на ослободувањето на Делчево и 8 септември, денот на Републиката. Благодарам. Како втора точка од денешниот дневен ред на свечената седница на Советот на општина Делчево е поздравен говор на градоначалникот на општина Делчево и презентација на реализирани проекти, тековни проекти и планирани активности. Го повикувам господинот градоначалник Горан Трајковски да ви се обрати, повелете.
Почитуван председател на Советот, почитувани советници, драги гости и пријатели. Делчево денеска достоинствено обележува 75 години од ослободувањето на градот и 28 години од независноста на македонската држава. При тоа оддаваме почит на големата храброст и пожртвуваност на слободумните и бестрашни борци за слобода, кои ги удрија темелите за слободно Делчево. Но и се поклонуваме на безкомпромисните лидери кои се вложија за оваа земја и поддржани со волјата на огромното мнозинство граѓани, заокружувајќи да на референдумот во 1991 година на 8 септември, ја донесоа и ја прогласија независноста на првата македонска држава. Борците од нов, водени од идеали за слобода, и со оружје, и со крв ја донесоа слободата, а политичките лидери со нивните храбри одлуки го трасираа патот на првата македонска независна држава. Затоа денеска, гордо, исправени, чествуваме и се навраќаме на овие два значајни датуми од нашата историја. Ослободувањето на Делчево и денот на независноста на Република Северна Македонија, датуми кои обединуваат турбулентен период, но и порачуваат дека влогот во убава иднина, борбата за вредностите во едносовремено општество, а со тоа и развојот на една општина се непроценливи. Овие придобивки се достојни за почит, а делото на многобројните познати и непознати јунаци и лидери не обврзува да продолжиме понатаму, да го трасираме патот кој што ќе не води кон просперитет. Влог за една стабилна и просперитетна држава каде што владењето на правото, почитувањето на човековите права и слободи ќе бидат основни постулати во општеството, во кое економскиот и технолошкиот развој, повисокиот животен стандард на граѓаните ќе бидат реалност, а добрата идеја ќе биде оттик за напред. Во едно такво општество ќе го градиме Делчево по европски терен. Изминативе неполни 2 години работевме напорно да ја постигнеме целта. Работиме на транспарентност и отчетност. Работиме да бидеме општина за сите граѓани и вистински сервис на граѓаните. Но пред се нашите заложби се да создадеме подобар квалитет на животот на нашите сограѓани. Јас сум реален човек и знам дека треба уште многу работа за остварување на сите поставени цели, но убеден сум дека со планска работа и максимално вложување континуирано ги решаваме проблемите, а ги решаваме и тоа оние децениски проблеми, поставени на завод на време. Со мојот тим од општината и со советниците од Општинскиот совет имавме квалитетен период. Ги дореализиравме почнатите проекти, отпочнавме и реализираме нови проекти, со што решивме огромни проблеми на граѓаните, но и многу непродуктивни трошења ги отстранивме за тековната година. Овде ќе ја споменам и одлуката поддржана од Советот, со која целата општинска администрација и јас како градоначалник се откажавме од службените патни трошоци. Сето ова е во насока да обезбедиме повеќе средства во буџетот за реализација на инфраструктурни проекти. И овде ќе потенцирам дека со поддршка на владата исплативме 30 милиони денари на следени обврски, со што вративме уште поголем долг на општината. Ја исплативме и втората рата за доградба на детската градинка, во износ од 1 милион денари или вкупно за двете рати 2 милиони денари. Почитување, како општина го наградуваме и стимулираме трудот на нашите ученици, доделувајќи награди и стипендии. Оваа година имаме исплатено 450.000 денари за оваа намена. Како поддршка на младите родители исплативме 205.000 денари за 65 новороденчиња во општината, а не ги затвараме очите ни пред семејствата кои што живеат во социјален ризик. За лекување и за други намени за ранливите категории од општинскиот буџет сме исплатиле 175.000 денари за 48 лица баратели на помош од општината. Сепак развојот на една општина треба да се гледа во инвестициите во капитални инфраструктурни проекти, бидејќи само со средена инфраструктура може да се создадат услови за развој на стопанството и да се зголеми вредноста на имотот. Ќе споменам дека во буџетот за тековната 2019 година за капитални инвестиции во Делчево се планирани 45 милиони денари, од основниот буџет кој што е планиран во висина од 111 милиони денари.
Почитувани, со задоволство сакам да истакнам дека во моментот, како никогаш досега, во Делчево се инвестираат околу 120 милиони денари во најразлични проекти од областта на инфраструктурата и со средства од различни нивоа на власт, донации и средства од општинскиот буџет. Прегледот на инфраструктурните проекти ќе го започнам со еден од најважните инфраструктурни проекти кој што е огледало на градот. За секое возило кој што влегува во Делчево и за секој поединец кој што поминува низ Делчево. А тоа е реконструкцијата на транзитниот булевар Македонија, кој што е дел од државниот пат А3. Конечно, по неколку децении од неговата изградба се реконструира овој транзитен булевар, а согласно со проектот се рехабилитираат двата коловоза од делот кај бензинската во Делчево до клучката за регионалните патишта за Берово и граничен премин, со купна должина од 3,5 км. Инвеститор на работите е јавното предпријатие за државни патишта, а изведувач е градежното предпријатие Гранит. Купната вредност на проектот е 32 милиони 464 582 дена. Наскоро треба да започне реконструкцијата на улиците Вера Јоцич, Маршал Тито и улицата 7 во населбата на спортско-рекреативниот центар. Односно, ќе се реконструираат улиците Маршал Тито на потегот од касарната до Таушанско мало во должина од 743 метри. Потоа улицата Вера Јоцич над гимназијата Методи Митевски Брицов во должина од 599 метри и улицата 7 во населба во спортско-рекреативниот центар каде ќе се гради комплетно нова улица во должина од 290 метри. Реализацијата на овој проект е преку проектот за подобрување на општинските услуги МСИП, кој го спроведува Министерството за финансии со подршка на Светска банка со подзаем во износ од 32 милиони 252 287 денари. Во оваа прилика сакам да информирам дека пешачкиот мост на реката Брегалница е готов. Во фаза на реализација се пристапните рампи. Вредноста е 8,2 милиони денари. Околу 60% е учество на Источно-Планскиот регион преку Бирото за регионален развој, а останатите околу 40% се кофинансирање од општина Делчево. Пешачкиот мост на река Брегалница ќе го поврзува стариот со новиот дел на градот, со што освен што ќе биде украс на градот, ќе биде дел од туристичкиот пакет на Делчево. Изградбата на мостот има и дополнителна вредност, бидејќи општина Делчево има дополнителни инвестиции за изградба на пристапни рампи и пристапна улица со која ќе се поврзат локалните институции. Во тек се градежните работи за изградба на улицата, која што ќе го поврзува новиот пешачки мост со детската градинка во Делчево. Согласно со проектот, улицата во централното градско подрачје, позната како Стамбена улица 4, ќе биде со должина од 120 метри, а ширина на коловозот од 6 метри. На овој потек ќе се гради и тротоар како дел од Стамбената улица 3, која што се крстува со оваа улица со цел дополнителна пешачка и сообраќајна комуникација на стариот дел од градот со новиот дел. Исто така, во тек е изградба на земјени работи на делот крак 2 во населбата Шумски расадник, кој представува крак од улица Орце Николов. Освен овие инфраструктурни проекти, за тековната година, општина Делчево има предвидена изградба на неколку улици во градот и населените места, заедно со придружни објекти, за што вкупно имаме издвоено 8,6 милиони денари од собствениот буџет. Во моментот течат подготвителните работи за реализација на два капитални проекти во населбите Басарица и Полето. Станува збор за проекти во вредност од 25 милиони денари, а со овие средства ќе се реализира проект за изградба на патна инфраструктура во населбата Басарица во должина од 1 км, а ќе се гради и канализација во населба Басарица и Полето со 4 крака во должина од 2 км. Сите знаеме дека населбата Басарица е повеќе од 2 децении урбанизирана, но до сега немаше изградена патна инфраструктура. Сведоци бевме дека долго време жителите на оваа населба газеакал и живееја во прашина, а со реализација на овој проект, конечно оваа населба ќе наликува на една урбана средина. Како градоначалник, кој што сака да ги решава проблемите, заедно со мојот тим од општината, ги изработивме првата техничка документација за изградба на улици во населбата, а сега ги градиме и првите улици. Средствата се обезведени од програмата за финанска поддршка на руралниот развој преку истата агенција за финанска поддршка во земјоделието и руралниот развој. А данокот на додадена вредност во висина од 18% е на терет на општина Делчево. Исто така решаваме децениски проблеми.
и за жителите кои што гравитираат во селата Илјово, Турија, Трстија. Со средства од програмата за финансирање проекти за развојна подрачја со специфични развојни потреби за финансирање во 2019 година, општина Делчево со доизградба на околу 500 метри ќе заокружи изградбата на локалниот пат Илјово, Турија, делница од село Турија до село Трстија. Вредноста на проектот е околу 2,8 милиони денари. Почитувани, овде ќе ги спомнам и проектот, чија реализација треба да започне наскоро, а тоа е изградбата на градска капела, со што потерпот на поголемите градови, верските обреди при погребувањето на починатите лица ќе се вршат во придружно услужниот обект по капелата. Проектот за изградба на градска капела изнесува 7 милиони 364 136 денари, од кои општинско кофинансирање е во износ од 5 милиони 511 501 денар и МСИП грантот од 1 милион 852 635 денари. Тендерот за изградба на капелата е во фаза на објавување и мислам дека наредната недела ќе го објави. Во врска со другите инфраструктурни проекти ќе потсетам дека заврши целосната реконструкција и асфалтирањето на дел од улицата Македонска по населбата Милково Брдо. Со асфалтирањето на ова улица се заврши пакетот инфраструктурни проекти најавени претходната година, а со кои беа офатени изградбата на првата улица во населба Пролет во должина 261 метар, дел од улица Никола Јонков Вапцаров во должина 80 метри и улицата во село Габрово во должина 198 метри. Средствата за изградба на улиците се обезбедени од буџетот на општина Делчево. Во соработка со јавното комунално предпријатие Брегалница продолжуваме со уредување на пристапните патики и тротоари